Власта ја готви листата на производи за кои ќе се зголеми данокот на додадена вредност, но истовремено и уверува дека цената на основните производи ќе се намали, како ќе сме дознаеле наскоро. Министерот за економија и натаму не открива конкретни детали, но тврди дека состојбата на терен била стабилна. За сега не гледа нови мерки за сузбивање на инфлацијата, оти ефектите веќе се гледале во дел од маркетите. Според Бектеши веќе немало леп од 52 денари, за што се правеа драми во владата. Благо поевтинување, мислам дека веќе има. Нема веќе не се леп 52 денари, што се правеа драми тука во медиа центарот на владата. За месец јануари се прават калкулациите и на компаниите и на стопанските комори и секако дека очекуваме да има дополнително намалување. Што ќе се најде на листата за која ДДВ-то ќе се зголеми, ќе се знае веќе по нова година. До тогаш, вели Бектеши, траеле консултациите со стопанските комори и Организацијата на потрошувачи на Македонија. Листата пред да биде конечна и да се донесе од страна на владата, секако дека ќе биде дадена на консултација со стопанските комори, а посебно со тие организации за заштита на потрошувачите, на граѓаните во целина, со цел заеднички да направиме листа која ќе биде во интерес на нашите потрошувачи. Она што е познато е дека луксузните производи, како што се месото од ајкула, од делфин, кокосово масло, тартуфи, ќе се даночат со повисока стапка на ДДВ од 10%. Стапката кај основните прехранбени производи пак ќе биде непроменета и ќе остане 5%. Инаку мерката за ограничување на маржите кај прехранбените артикли пак ќе остане до крајот на април 2023. Во меѓувреме некои од маркетите веќе повлекоа чекори за ублажување на шокот. Еден од поголемите трговци ланци на маркети веќе кажа дека до февруари ќе замрзне цени на стотина производи.